Со поддршка на Цивика Мобилитас и 6 партнерски организации, меѓу кои МКЦ Битул и единствената во земјава банка за храна во Македонија, се спроведува проектот Храната за гладните, а не на депонија, не за фрлањето храна по примерот на Франција. Имено станува збор за закон во Франција кој отпочна пред 2 години, кој ги обврзува најпрво маркетите кои фрлаат храна истата да ја отстапат на одредени субјекти. Во спротивно ќе треба да платат казна од 3750 евра. Yes, of course. Секако дека законот се почитува во Франција затоа што пред се е закон кој што е наменет за граѓаните. Меѓутоа не само тоа, во спротивност доколку немаме почитување на законот, самите супермаркети кои што ќе одбијат да ја донираат ваквата храна на дадено здружение ќе бидат изложени на плаќање на финансиска казна. Зборуваме за финансиска казна во износ од 3750 евра. Оттаму и тоа е токму и целта на мојата посета овде во Македонија. Значи дојдов во Скопје, денес и во Битола, за да ве натерам да го донесете истиот закон и секако да се помогне на сиромашните и на гладните луѓе. Со истата цел проектот во земјава најпрво започна со анкета на дистрибутери на храна, производители и маркети, каде завршува непотребната храна. Вчера имавме во Скопје презентација поразителна, затоа што огромна количина храна се фрла, а многу малце влегува во системот на поддршка на они што им треба. Резултатите од анкетираните во Битола дополнително ќе се обработуваат, но партиципиентите во овој проект не очекуваат поразлични од оние во Скопје, Тетово и Стромица, каде досега се спровела истата и каде се одржани вакви трибини. Овој проект има за цел да ја подигне јавната свест на ниво храната да не се фрла, бидејќи истата може да нахрани многу гладни.